Ова издание. По пожарите на македонските шуми ќе им требаат децении да се опорават. По Афганистан. Повлекување на американските војници од Ирак до крајот на годинава. По пандемијата. Дел од децата ќе продолжат да учат во домашни услови. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. На македонските шуми ќе им требаат најмалку 50 години за да се опорават од пожарите кои уништија илјадници хектари. Експертите велат дека државата мора да развие сериозна и долгорочна стратегија за спречување и борба со огнените стихии, но и за одржливо управување со природните богатства. На оваа тема Мики Трајковски јавува од Охрид. На пеплосаните површини со шуми кои настрадаа во големите пожари кои зафатија делови од земјава, ќе им биде потребно повеќе од половина век за да се вратат во првобитна состојба, но ќе биде потребно од сега да отпочне и процес на пошумување со нови насади. Вакви прогнози доаѓаат од експертската јавност. Стручните лица велат од 20 до 50 години, но еве да речеме 50 години еден оптимален век за шумата да се врати во првобитната состојба, што е навистина многу. Точните проценки на направените штети ќе се утврдат дури од како ќе се заврши согаснењето на пожарите, но само во Делчевскиот регион, според локалните власти, уништени се 3000 хектари. Но оваа година е многу лошо да кажам, меѓутоа е рекордер во однос на пожарите и по опфатот и по квалитетот на шумата која што зафатен. Лани имало 102 пожари, додека пред таа година имало 402 пожари. Штетата е немерлива. Лани била штетата околу 80 милиони денари, пред таа година била скоро милијарда денари. Но експертите сметаат дека ова ќе остави далекосежни последици врз екосистемот. Ова е резултат на егоизмот на човекот, борбата за профит, заборавање на животот на идните генерации и така натаму. И се посурува дека плакаме ова казна, што уставно некој го направи. Штетите сигурно ќе бидат огромни ако се знае квалитетот на шумската маса, особено во Беровскиот регион. Акцентот се стави токму на малешевијата, меѓутоа ја изгубија контролата или не мислеа и не беа свесни што може да не се случи. Така да ништо не е случајно. Мислам дека луѓето што уставно го ставаат шкорчето не е основниот винот. Стојат некои задни. Професорот додава дека во прилог не одат ниту климатските промени. Не е проблем да изгубиме 2 куќи. Куќите ќе изградиме веднаш. За година, 2 или за 3 месеци ќе изградиме. Ама шумата не може да работи. Шумата ќе треба време да го споставиме и дали ќе успееме со овие климатски промени. Од национални шуми сакаат да воведат детектори кои ќе имаат функција за рано откривање на пожари, нешто кое веќе се применува во некои европски држави. Тие имаат сензори кои што не само што го утврдуваат постоењето и појавата на пожар, туку и предвидуваат каде би било евентуалното ширење на пожарот и на тој начин штетите би се намалиле и пожарите би биле многу благовремено би се действувало во тој момент. Но иако вработените од ова јавно предпријатие се првите кои на терен се соочуваат со пожарите, проблем е недоволниот број на теренски возила и цистерни. Располагаат само со 19 возила и една цистерна. Им се потребни уште десетина. Имаат недостаток и на шумочувари. Младите луѓе поретко се решаваат на оваа професија. Николова вели дека се потребни строги казни за потпалувачите на пожарите, но и од тие добро да се воведат уште построги мерки во законската легислатива. Професорот Трендафилов вели дека она што треба да следува се сериозни мерки за пошумување на просторот, како и нови документи за просторно планирање на шумите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ситуацијата во Афганистан станува се покомпликувана со повлекувањето на сојузничките сили, а Соединетите држави веќе најавија дека до крајот на годинава дома ќе бидат вратени и војниците од Ирак. Во Конгресот се размислува за укинување на овластувањето за воена интервенција во оваа земја. 19 години откако Конгресот на САД дозволи воена интервенција во Ирак против тогашниот лидер Садам Хусеин. Председавачот со Комисијата за надворешни работи во Сенатот Боб Менендес изјави дека дозволата да се користи воена сила против Ирак е застарена. Едноставно нема смисла да има такво овластување против Ирак. Администрацијата на Бајден стави јасно до знаење дека не се потпира на дозволата за употреба на сила од 2002 за тековните операции или притворање.
Таквото властување важи само за заканите од Ирак за време на Садам Хусейн. Заменичката државен секретар на САД Венди Шерман рече дека и администрацијата на Бајден поддржува укинување на војната дозвола од 2002 година. Факт е дека ова овластување повеќе не е потребно за заштита на американските граѓани од тероризам, за одговор при напад на нашите вработени и опрема или за осигурување на безбедноста на нашите граѓани. Председателот има други алатки што му се достапни за постигнување на тие цели. Но некои сенатори се противат на ова, вклучувајќи го Джеймс Риш. Во комбинација со намалување на трупи на Блискиот Исток, загрижен сум дека укинувањето на областувањето од 2002 само ќе додаде на погрешните пораки од администрацијата и мислам дека сите ние веќе испраќаме порака до Иран и до сојузниците во регионот. Друг републикански сенатор не се согласува. Не треба да имаме илјадници трупи во Мали, во Сомалија, не треба да бидеме во 14 различни држави. Јас би рекол да ги укинеме сите овластувања. Војната треба да биде нешто во што е тешко да се инволвирате. Председателот Џо Бајден рече дека борбената мисија на САД во Ирак ќе заврши до крајот на оваа година, истовремено повлекувајќи ги војниците од Авганистан по 20 години присуство. Мајка од Вирџинија се одлучи за целосно школување дома, откако поради пандемијата училиштата станаа виртуелни. Лиса Вора го посети нивниот дом во Меклин и разговараше за тоа како оваа промена се одразува на неа и на незиниот син. What religion did most of the Japanese people belong to? Хендрикс одеше во обично државно училиште и се беше во ред, но тогаш започнаа рестрикциите и училиштата се затворија. And then they announced the plan for fall. И тогаш го најавија планот за есента, па го прашав дали сака да се врати на училиште, и тој сакаше. И ние тоа го сакавме. И тогаш испадна дека враќањето ќе биде 2 дена во неделата, па на крај целосно виртуелно. Помислив дека ќе биде исто како и пролетта, дека ќе биде во ред, но испадна дека наставата ќе биде синхронизирана и дека ќе следат распоред со звонче, со се. So I researched online, I found Facebook communities. Почнав да проверувам онлайн. Најдов групи на Facebook, сретнав и други мајки како мене кои ги образуваат децата дома. Ја најдов наставната програма која е достапна, најдов подкасти за сите различни методологии и на крај најдов некои материјали онлайн и ги донесов. Набавив табла и едноставно почнавме. Is 30 minus 5, are you looking? So for us, it's not like there's За нас, знаете, нема официјален почеток на денот кога учите дома. За мене, учењето дома или на училиште, образованието е нешто што едноставно треба да биде дел од животот. There are methods of homeschooling that Има are методи за образование дома кои се многу прилагодени на наставната програма во државните училишта, со тестови. Има и друга крајност, би рекла дека сега се движам натаму, а тоа е учењето и образованието да бидат начин на живот. Не нешто што се случува во училиште, туку нешто што се случува секој ден, секој час во денот. When I first started with this, I thought, Кога почнав со ова, мислев дека ќе биде привремено, но сега, кога го правам, се влюбив во тоа. Тоа е извореден пристап. I can't see sending him back this year. Не можам да замислам да го вратам на училиште оваа година и веќе размислувам за иднината. Навистина не знам, мислам дека најголемата грижа ми е социјалната поврзаност. Кога учите дома и сите други се на училиште, социјалната поврзаност, социјалните вештини, тие некако доаѓаат автоматски. Се грижам дека пропушта дел од поврзаноста што би ја имал во училиште. Мислам дека треба да одиме ден по ден и да видиме како ќе биде. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повторно и утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.